нашите заложби да навистина создадеме служба која што ќе биде ефикасна, служба која што ќе биде во функција на заштита на Република Македонија, заштита од криминалот, заштита на граѓаните. Сакаме денеска со експертите да поразговараме околу тоа кој е најсоодветниот модел за Република Македонија. Факт е дека клучен сегмент во оваа реформа треба да биде реформа во смисла на разумот, во смисла на човечкиот потенцијал кој што го имаат овие служби, и тука треба да се даде посебен акцент како тоа правно да се доуреди покрај тоа што ќе избереме, нели, и модел. На реформата во безбедносните служби постојат три модели кои што се понудени. Ние како Министерство за внатрешни работи немаме одлука и не сакаме да ја донесеме одлуката пред да се дебатира за трите модели во јавност. Да ги видиме позитивните, негативните страни на сите три модели, и во рамките на таа дебата ќе произлезе моделот кој што најмногу одговара на Република Македонија. Кои се тие три модели? Едниот е Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање да останат така како што се сега. Во рамките на МВР, а Агенцијата за разузнавање како посебен орган. Вториот модел е Управата за безбедност и контраразузнавање да биде надвор од Министерството за внатрешни работи како владина агенција. И третиот модел е исто така да биде формирана нова агенција која што ќе ги инкорпорира и Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање, значи да се обедини во една агенција и да биде надвор од Министерството за внатрешни работи.